Случајот со депонијата во Кичево доведе до поднесување кривична пријава против директорот и четворица вработени како камионџи во општинското предпријатие што управува со отпадот. Според соопштението на МВР, директорот Зенал Јонузи се сомнечи дека од 2020 година па се до денес создал диви депонии во населено подрачје во градот, постапувајќи спротивно на законите за заштита на животната средина и природата. Поднесена е кривична пријава против 49-годишниот ЗЈ директор на ЈКП Комуналец поради сомнение за сторени две кривични дела: неодговорно работење во службата и загрозување на животната средина и природата со штетни материи. Кривична пријава е поднесена и против 49-годишниот ББ, 49-годишниот СА, 56-годишниот ДЈ и 62-годишниот ФТ, вработени како возачи во ЈКП Комуналец поради сомнение за кривично дело загрозување на животната средина и природата со отпад. Директорот на предпријатието Зенал Јонузи вели дека тоа не е депонија, туку центар за товар и истовар на отпадот, а за кривичната пријава нема коментар. Се чуди зошто се вклучени и работниците. Konkretisht në dorë nuk kam asnjë lloj akt padije. Më vjen çudi u habita se pse punëtorët, nëse ka një shkelje, jam unë ai që duhet. Unë jam drejtori i ndërmarrjes. Mendoj që punëtorët s'kan asnjë lloj përgjegjësie për gjithë atë që çfarë ndodh. Јонузи го оценува ова како политичка одмазда. Unë mendoj se është një hakmarrje politike. Nga njeriu i cili dikur ka qenë i përndjekur dhe tani i përndjekuri bëhet përndjekës. Овој случај беше отворен по неколку последователни протести од група граѓани во Кичево. Тие се жалеа за собирањето на отпадот во градот, кој всушност потоа се депонира во Русино.